Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте и во денешната нова визита, 2 мај, светскиот ден на астма. Токму денешната визита ја посветуваме на овој здравствен, општествен и социоекономски проблем, што е всушност астмата, што ја предизвикува симптомите, начинот на дијагностицирање, лекувањето и она што е многу важно, контролирањето на астмата. Почнуваме со анкетата, а виднаш потоа и со разговорот во студио токму на оваа тема. Дали знаеш дека алергијата и астмата е еден вид епидемија на 21 век? Колку тоа тебе те загрижува? Па, не сум го знал ова, ама имам прилично многу другари и другарки кои што го имаат тој проблем и... Вистина? Да, баш и не е многу убаво овој период, кој е најубаво времето да не можат да излезат да прошетаат поради алергии и астма. Може ли да ми кажеш како им е дијагностицирано тоа? Дали се запознае? Конкретно една вака најблиска другарка што има астма, уште од малечка ги има кажано тоа и баш секоја година овој период го има тој проблем кога сите шетаме, она мора да седи дома бидејќи стварно многу лошо реагира. А мислиш само тие се алергија или епидемија? Пуно епидемија има на овој 21. Земи го дијабетис, кардиоваскуларните болести. Што не е епидемија веќе? Дали вие искрено боледувате од нешто? Диабетис. Секој нешто има од тие модерни, што ги велиш, како се вика, епидемии. Каква им е терапијата на тие? Да избегнуваат движење во времето кога цвета, не знам, липата или поленот кога се сечи тревата. Па да, тоа ми е познато и тоа не е од вчера. Алергијата и астмата постојат одамна. Јас сум од тие постарата генерација. Па фала Богу не. Не, ни едно ни друго за сега. Затоа што сум спортист, да, мојата сестра има астма, што малку е непријатно кога е пролетно време, нели кога расветуваат дрвата, поготово мислам дека е она алергична на липата, што сум слушала и сум читала, нели сега интернет. Кога ја дијагностицира болест? Пред години, она е повозрасна од мене, така да... Меѓутоа, знаете што, ако се води здрав начин на живење, ако се внимава на јадењето што јадете, конкретно јас си внимавам. Цел живот сум внимавала, после 6 часот, после 18 не вечерам. Значи до тогаш... А кога легнувате? Сега променливо и зависи. Некои од симптомите се оттежнато дишење, да речеме упорна кашлица, свиреж во градите. Според вас, треба ли да се занемаруваат ваквите симптоми или веднаш да се посети специјалист? Дефинитивно веднаш треба да се посети специјалист, бидејќи не е во ред било каква било каков симптом да се остави така да седи. Треба ли да се занемаруваат ваквите симптоми или веднаш да се посети специјалист? Чим се дијагностицира? Океј. А резултатот ако се посети специјалист, резултатот кој е? Ке добиеш медикаменти, не можеш да ги земеш на листа. Заврши квотата следниот месец. Не знам како да ви кажам. Не би требало да се занемарат. Се нешто доколку се почувствува промена некоја, дали лично на себе или во околина внучиња, нели, било кој да е во фамилијата, треба да се алармира. Затоа што во ова живење и знаете дека бомбардирањето во Србија и така натаму, да не фатиме политика, тоа многу и нездравиот начин на живење, нездрав воздух, нездрава вода, почва, сето тоа мило да, па почвата што ни раѓа. Ако посадиме ќе ни даде храна, меѓутоа таа храна дали е здрава? За астмата денеска во визита разговараме со доктор Камилија Бушлетич, специјалист пулмоалерголог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден, доктор Камилија, и добре ни дојдовте. Благодарам. Епидемија на 21 век, но не само астмата и алергиите, како што спомена еден од анкетираните, веќе имаме епидемија на многу заболувања и многу болести. Сериозен проблем и здравствен, и општествен, и социоекономски. Што говорат податоците од година во година? Астмата е во епидемија, меѓутоа последниве 15 на години, од 95-та наваму, има една стагнација, значи едно плато во однос на пред 1995-та, кога имаше рапиден скок на бројот на заболени од астма. Ова се должи на многу фактори, меѓу друго на се поголемата едукација, што од медицински, меѓутоа е вака и од медиумите како вас и останатите, која овозможува на
популацијата да брзо се јават на лекар, брзо биде диагностицирана болеста и да се даде на време терапија и да му се објасни на пациентот што се ќе му се случува понатаму во животот, бидејќи се вика астмата ви останува и ве има до крајот на животот, но не треба да дозволите да она ве поседува во целост. Така да само тоа кажува дека болеста благодарение на лекарствата, на стручната помош може да се контролира. Така, и оно што е многу важно, значи добрата информираност и едукацијата на лицата кои што ја имаат астмата. На тој начин ќе може добро да се контролира? Така. Па има една шала, вика, ако нешто ви се случува одеднаш и ви го одзема здивот, тоа не е љубов, туку е астма. Така да оваа шала покажува дека веќе пациентите и знаат дека нешто одзема здив е љубов, него и некои други работи се случуваат, меѓу кои е и астмата. Едукацијата на пациентот е многу битна за астмата, може би исто толку битна и колку придржувањето на лекарствата кои што ги зима пациентот за да си помогне, затоа што му дава можност на пациентот да си го препознае влошувањето на болеста. Затоа што болеста оди во фази кога е во ремисија, значи кога е ставена под контрола и одеднаш се случува од разни тригери да она излезе од контрола што доведува нагло до повторно јавување на гушење, кашлање, не само она што значат денонокни разлики во дишењето, туку ако пациентот во континуитет 48 часа има отежнато дишење, свирење, кашлање, ако не може да ги обавува своите физички активности и дневни активности, ако не спие како што треба, се осеќа уморен, тоа е веќе показател дека болеста е излезена од контрола и еден аларм да си го посети својот лекар кој што го води за астмата, за да се појача регуларната терапија, за да може пациентот во што може пократок временски период да се врати на она стабилна фаза на болеста. А не да оди во некоја следна фаза која што би била Точно полоша, така. Па проблемот е што хоспитализациите се оние кои што се за тешки напади на бронхијална астма. Например, во Велика Британија има податок дека секој 10 секунди се јавува кај астматичар, кај некој од астматичарите во оваа земја напад кој што сериозно може да го загрози животот на пациентот. И уште еден податок дека иако имаме терапија, иако пациентите се под наша контрола, сепак во Велика Британија дневно умираат по 3 пациенти од бронхијална астма. Значи, колку да ја познаваме болеста и да имаме лекарства на располагање како можност за борба против оваа болест, сепак она представува сериозен медицински проблем. Така. Фактори кои што ја предизвикуваат и доведуваат до појава на астмата? Наследниот си го има своето место и улога, но ова прашање си уште не е дефинитивно одговорено. Многу фактори се оние кои што може да зголемат предиспозицијата за појавата на астма. Пред се зборува за генетските фактори и факторите од околината. По однос на генетските фактори, они се значајни, но не и доминантни. Например, кај еднојајчани близнаци, секако другиот близнак, ако едниот има астма, постои поголема можност да и другиот близнак има, но покажано е дека таа можност изнесува 50%, што дава простор да се свати дека колку е битно познавањето и на другите фактори кои што можат да индуцираат појава на астма пред се таа околина. Тоа стално зборуваме и некако беше гледачот кој што беше на интервјуто во Право епидемија на многу болести. Точно, некако истите провокациони фактори се јавуваат и за другите хронични заболувања, како кардиоваскуларните, шекерот и сите оние други пропретни, а тоа се стилот на живење, физичката активност, она што го јадеме, она повторно што го дишиме и некој, да кажам, современ начин на живење, ера на преголемо користење на антибиотици, преголема хигиена. Значи, не зборам за она лична хигиена, него воопшто во припремањето на храната, во околината што не обкружува, помало присуство во природата, затоа што се знае дека, например, децата кои што живеат во селска средина на фарми имаат помалку астма и помалку алергија.
објаснување долго време немаше зошто, меѓутоа денеска се повеќе се смета дека кога живеете во една таква средина, можноста да дојдете уште рано во животот со поголем број на различни бактерии дава една заштита на некој начин да понатаму во животот имате помала можност да добиете астма и алергија. Има зошто. Значи, тоа се значи, разни клетки кои што се презентери на антигените, кои кај овие деца можат да помогнат на некој начин да значи, прават контрола и сузбиваат алергија. Така, значи да не ги чуваме во премногу стерилна средина и услови, така да дозволиме некогаш децата да го почувствуваат и од она од значи природата. Да се играат, нормално оние класични мерки за лична хигиена, но сепак да им дозволиме да престојуваат надвор, да се играат, да имаат домашни миленичиња, мешањето на децата со други деца, значи една од тие, таа така наречена хигиенска теорија, е да колку децата порано, пошто фамилиите биле поголеми и во такви поголеми фамилии со повеќе индивидуи, можноста да различни микроорганизми доаѓате во контакт, давала и помала можност да понатаму овие деца имаат и алергија, но и една астматично заболување. Појака и поотпорен организмот, некако се навикнува од помали нозе, така? Точно така, и можноста да не сектаваат, значи подругачие беше порано времето за користење на антибиотици. Денеска буквално секое кивнување, накашлување, иако морам да се исправам последните веќе 5-6 години и тој тренд се менува, да имаме едно порационално користење на антибиотици, бидејќи антибиотиците делуваат на уништување на нормалната цревна флора, а во нашата флора, во цревата, живеат така наречените наши бактерии пријатели. Фактички, овие бактерии се првата одбрамбена зона на нашиот организам кон надворешната средина, бидејќи храната што ја внесуваме нити е стерилна, нити е, значи, е со алергени и овие бактерии прават еден штит. Овие материи не дојдат до цревата, иако во цревата се наоѓа и, да кажам, 60 до 70% од нашиот имунолошки систем. Уништувањето на овие така наречени френдли бактерии или наши пријатели дава голем број на последици после, меѓу кои алерголошките за кои веројатно и заболувања. не сме ни свесни дека може таков проблем да ни направат. На која возраст најчесто првично се појавуваат симптомите, односно се појавува астмата? Велиме детската возраст, така е некако попогодена или пак веќе поинакви се возраст информациите? имаме често јавување, иначе имаме и на возраст од 70 години. Тоа е астма кај возрастни, што е многу поретко. Секако е тоа дечијата возраст и адолесценцијата, но може да се јави и на било која возраст. Често пати во дечијата возраст може да се направат забуни, бидејќи дишните патишта на децата се пореактивни према инфективни агенции, особено према вирусите, па не секое свирење на градите се крстува како астма. Диагнозата останува малце подосна да се постави, но секако е фреквентна во дечијата возраст. Така. Отежнатото дишење, кашлицата, свирежот во градите, тие се најчестите симптоми или може различно да се манифестираат симптомите на астмата... И тука како видови и типови би можеле да ја поделиме според симптоматологијата или пак не? Астмата, тоа се основните симптоми, кашлица, гушење, свирење во градите, глад за воздух, но не мора да бидат сите овие симптоми застапени за да пациентот има астма. Некој пат може само кашлицата да биде манифестација на астмата и тоа е посебен тип на така наречена тусис-лајк астма која што се пат да биде така. Различна, значи една иста болест може да различно се манифестира и затоа денеска се оди кон фенотипизирање. Значи како една болест ќе ни се манифестира, ние го викаме тоа различен фенотип. И астмата има различни фенотипи.
Треба да се побара побрзо Така. со овие препорака и Па сега, ако кашлицата која што е хронична, а тоа е кашла кога пациентот ни кашла повеќе од 8 недели, не мора да биде тоа со ист интензитет и секојдневно, може еден ден повеќе, па да нема, па другиот ден повторно, е веќе еден аларм кој што треба пациентот да го насочи према здравствена институција, за да се види и голема е веројатноста кај хроничната кашлица да еден голем дел од пациентите имаат и бронхиална астма. Без, например, да има пациентот стегање во градите, свирење и гушење. може да биде присутен и само тој еден симптом, Може. така, како Може, начин на да. манифестирање, да. Во зависност од симптомите, од веројатно и третманот и како сето тоа понатаму ќе се лекува. Поставувањето на дијагнозата, начинот на прегледи кои што треба да се поминат? Па, дијагнозата е прво земање на анамнеза секој пат, добивање на податоци од она што осеќа пациентот, што чувствува, многу е битно во кои моменти чувствува, сатницата на појавата на нападите, часови, заради падот на оние хормони кои што ги шират дишните патишта. Пациентите со астма имаат баш така во тие рани утрински часови и најчесто напади. Понатаму се нормално еден преглед, аускултација на пациентот, па оно што го слушаме или не го слушаме, бидејќи може пациентот да дојде да има комплетно нормален налаз на плуќа, се оди кон спирометрија, да се одредат волумените на белодробието и бидејќи астматичарот може да го фатиме во период кога ништо нема да најдеме, тогаш се оди на дополнителни исследувања, а тоа е одредување на еден газ кој што се вика азотен моноксид во издишаниот воздух и кон правење на еден тест кој што се вика метахолински тест и нормално кожни тестови на најфреквентните алергени или пак на на некоја храна добива напад на свирење, на гушење, се прават и кожни тестови за прехранбените продукти. Сакам да напоменам дека само на база на еден тест не може да поставиме дефинитивна дијагноза. Многу е битно да сите овој панел на испитување се направи кај секој пациент, бидејќи кога ќе се стави дијагнозата на астма, она останува до се работи, си има начини, параметри врз основа на тоа колку често се јавуваат нападите, понатаму колку е нивниот интензитет, како се третираат, колку користат од тие помошни пумпици, како што се пумпиците за спаса, тоа е вентолинската пумпица, и врз основа на спирометриите правиме и наодот на влошување на болеста во претходната година, се прави една проценка и се класифицира пациентот во лесен, средно тежок и тежок пациент, што за понатаму ја одредува терапијата, која ќе биде една стандардна терапија. Во текот на понатамошниот живот на пациентот, ако се стабилизира состојбата, пациентот може да преминува од една во друга група, значи од средно тешка во лесна, од тешка во средна, што дава можност да во ова терапија, која е замислена како една скала, ние кога ќе се стабилизира пациентот можеме да се симнеме една скала назад, но на жалост при несоодветно третирање на пациент, но и непридржување на пациентот кон дадената терапија, пациентот може да оди и една скара нагоре, што во ова време е големо, значи, неуспех и наш, но и на пациентот, заради тоа што имаме на располагање орудија кои што ни даваат да ние пациентот го стабилизираме и по можност го вратиме една скала назад. Да истираме до крај борбата со астмата. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Белчишта. Така. Општина Дебрата, Охрид. Добро. Јас сум астматичар веќе 12-13 година.
Тук се извинувам, треба најнапред поздрав до докторката и поздрав до водителката. Ви благодариме. Ето, тоа го заборавив. Нема проблем. На телефон бев едно 5 минути и едно слушав докторката. Благодарам све. Само видите, ја кога осеќам добро, кога не добро. Кога ќе кажеш, например, Канал 5 имат тие кажувања за време поволно, не поволно и доволно другото. Така, добро. Кога да кажеш не поволно, тога јас се осеќам многу поволно. Не знам што е работа. Ако ќе речи не поволно, значи јас тога е порасположен. Ако ќе е нормално, тога е значи обратно, не знам што е. Иначе чиста средина, ево ги имам јас до мене, моите работи, ги го примам серепидето, сабајле и навечер, спиридон имам еднош на воденот и вентолинот по потреба. Али дали може да земам некој, слушам за летново време сега, од овие не сокови, така да, рече на сирупи, дали можам да користам такво нешто? Добро, ви благодариме за јавувањето. И ова што го најави докторката, дали го имаме ние во Охрид, тие други прегледи? Доволно беше, доктор Камелија, од сите ова што ни го кажа гледачот. Сега ја малце не разбрав што е поволно, што не поволно. Предпоставувам информацијата за времето во однос на временската прогноза, алергените да не е евентуално. А кога е неповолна временската прогноза, тој се чувствува подобро, барем и јас како што го разбрав. Сега тоа е малце контра од она што би било за астма, поготово за астма која што е врзана со алергија, ако на тоа мислаш, пошто нормално веќе кај нас имаме известување на дневно ниво или на мобилните телефони, ако отвориме, точно имаме, сега во моментот сме во една црвена зона за поленото дрва. По однос на што биле поволни временските, што неповолни, стварно не можам да кажам и не знам дали пациентот има само астма или можеби и некое кардиоваскуларно заболување, но во секој случај малце е обратно, обично кога се неповолни нели временските услови, дали е тоа многу топло или многу ладно или многу влага, пациентите кои што имаат астма не се осеќаат добро ако ги споредиме со оние кои што пациенти ја немаат. Дори кога се во најстабилна состојба, поготово ако пациентот е алергичен, се еве, например, на полен на дрва, известувањето и црвената зона значи да го лимитира движењето на отворено, особено во периодот кога е сонце надвор, затоа што тогаш се знае дека поленот е многу во повисока концентрација. Многу е едноставно да се каже на пациент со астма нели да не излегува, да контролира или на пациент со алергија, но во реалноста е тоа една работа која што и колку може го хендикепира во голема мера пациентот и со астма, и со алергија, за да не ги ужива убавите пролетни денови, него да секој еден убав сончев ден представува страв за можност од симптоми на алергија или уште полошо напад еден на гушење и стегање во градите. Многу е тешко на човек со астма, поготово ако астмата не е под контрола, да ги помине и летните месеци, поготово па зимските месеци, бидејќи влошувањата на астмата и еден од основните тригери на едно такво влошување се точно инфекциите. Друго, често пати поинтензивен физички напор кај пациент со астма која не е под контрола може да испровоцира напад. Значи, не можат ни физички да бидат онолку активни колку што би требало ако астмата не ја ставиме под контрола. Затоа нон-стоп сега ќе го повторувам контрола, затоа што ако астмата ја ставиме под контрола, тогаш пациентот има нормален живот. Ако не ја ставиме под контрола, тогаш и такако е проблематично да живееш. Има многу ограничувања, така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Прилеп. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Ве молам едно прашање, имам малку замор,
астма имам откријано пред 5 години, а сум ја носела порано, ама не ми се открила. И почнав да се лечам и да ја кажам на докторката дека примам Форспиро, Спирива, аминофилин, Бентолин и осеќам многу замор и стално вртоглавица, никаков лек нема за вртоглавицата. И сум на апарат од Филип го купив од Скопје, го донесе, дејне нојче сум со апаратот, дејне помалку, а нојче цела ноќ со апарат за дишење. Ве молам, докторке, како да се малку накренам. Јас бев многу во тешка состојба, крајно рок во последен момент, фала му на докториве во Прилеп ме спасија. Али вие како ми советувате што да правам понатак? Ве молам да ми кажете, еве, тоа е заморо, вртоглавицата. Така, да, ќе слушнете совети препорака, да. Само треба ли нешто дополнително, доктор Камелија, или пак ова? Значи, пациентката е вајда на кислород, предпоставувам, пошто кажува во тек на цела ноќ. Не сум убедена дека е само астма, најверојатно, значи треба да се провери и срцето, да се види не секое гушење е астма. Порано имаше и голем проблем, затоа што симптомите на гушењето и стегањето ноќа се јавуваат и кај болни со болести на срце, па затоа треба да се направи до диференцирање дали се работи за така наречена кардиогена астма, бидејќи по симптомите значи се слични со ова астма што е, да кажам, ради болест на белива дробови. Давањето на кислород значи дека пациентката има ниска оксигенација. Обично астмата треба да е многу тешка, да е често пати кај пациенти кои што биле пушачи и останале пушачи, искомбинирана и со хронично обструктивна белодробна болест, или астмата да преминува од една реверзибилно стеснување на дишни патишта во иреверзибилно. Што значи тоа? Типично за астмата се нели тие периоди кога пациентот е мирен, кога има нормален проток на воздух на дишните патишта и кога ќе се влоши, кога ќе дојде напад, е негово стеснување. За астмата е типично со дишните патишта играат. Значи, кога има проблем со гушење, они се стеснати, кога завршува атаката, значи они се враќаат во нормала. Кај пациенти, иако пациентката е слушнав 5 години, тоа е релативно краток период, да веќе дишниот пат не се враќа на нормална, значи на нормален волумен, туку останува стеснеп дефинитивно. И тоа е еден период кога може астмата да премине во хронична обструктивна болест, и обично за хроничната обструктивна болест е повеќе типично да има пат на кислород и потреба од кислородот во домашни услови, како пациентката, или ако пациентката, сега можам да само нагаѓам, значи освен астма има и кардиолошко заболување, бидејќи, како викаме, плуќата и срцето се брат и сестра. Ако едното не функционира, тогаш со тек на времето попушта и другото. Така, само врз основа на вакви податоци, ја стварно не можам да дадам дефинитивно што понатаму со пациентката. Заморот кај пациентите со астма е условен ако овие напади се чести, ако не можат, не спијат добро, бидејќи претежно ноќе се нападите, кои им ја ограничуваат и дневната активност, и со тек на време оние губат и кондицијата. И ако астмата пак не е... вртоглавица, веројатно, точно, си се накажува дали е вртоглавицата од тоа, дали пациентката има нарушена циркулација и на крвните садови во мозокот. Значи, многу работи се во прашање каква е проводноста на каротидите, така да многу работи се за да кажам дека дали е тоа само од астмата. Да, значи треба да се направи едно комплетно испитување и на срца, и на крвни садови да се проверат, за да може да се каже дали овие тегоби, бидејќи целокупна терапија за астма пациентката прима, а не даде податок дека има проблем, дека се гуши, дека ноќе станува и са. Повеќе таа слабости малаксано, што не мора да биде секој пат поврзана со астмата. Така, да. Да не се насочи да се остане само на астмата, туку да се направат и други дополнителни прегледи конкретно кај неа. Обавезно, за да не се пропусти под слика само на една бронхијална астма, фактички да
се пропуштат заболувања како што се кардиоваскуларните. Во продолжение гледаме реклами, останете со нас, имаме убави подароци за вас. Там ни остануваат уште само неколку минути до крајот на визит. Астмата. Што значи тоа? Кога ќе се постави диагноза и се одреди терапијата, прво пациентот мора да се едуцира, бидејќи се работи за хронична дава можност на пациентот за само менаџирање. Тоа значи да знае точно што може да му се случи и ако му се случи како да си помогне. И затоа што чим не дишате добро, паниката е голема. Пациент еднаш кој што имал напад, поготово ако имал сериозен напад, он веќе е во грч и секое наредно и најмало настинување или затнување на носот, он дури и го тумачи како значи следен напад, да, и во страшна психичка состојба завлегува, некој пат дури до таму може да оди да ние не можеме да регистрираме дека навистина има напад пациентот, но он психички си осеќа дека има Сега секој од нас далеку е тоа дека имал класичен астматичен напад, него да се сетиме кога ќе настинеме чим ни е затнат носот, какво ни е чувството и каква една нервоза ни прави. А ако пак имаме и глад за воздух, сигурно е многу страшно. Таа едукација, значи прво да се едуцира пациентот како да ги користи пумпиците кои што му се даваат. Затоа што техниката на земање на овие пумпици треба да биде правилна и при најдобра техника само 40% од лекот кој што пациентот го инхалира доаѓа до дишните патишта. А ако несоодветно го зима лекот, тогаш ни 7% нема да дојдат и испаѓа дека терапијата што му се дала не му делува, што е многу погрешно. Друго, пациентот мора да се едуцира кои се можните тригери за да дојде до влошување на болеста. Понатаму мора да му се објасни дека терапијата што се дава за астма не се дава само кога пациентот има напад. Значи, кога ќе се постигне стабилизирање на болеста, мора да ја прима препишаната терапија така како што е дал докторот, заради тоа што тоа му дава можност да се продолжи периодот до следен напад, да е многу подолг, да ако се јави напад биде помал по интензитет и многу битна работа. Дава еден пасош на пациентот да неговата бели дробови и дишни патишта стареат исто како на некој кој што нема астма, бидејќи тие лекови што ги даваме за астма, пред се инхалаторните кортикостероиди, ја контролираат воспалителната компонента која што е основниот механизам на самата болест и не дозволува заради таа хронична инфламација на дишните патишта они да се стеснат, а тоа стеснување понатаму за пациентот ќе значи дефинитивно стеснување на патиштата и дефинитивно присуство на симптоми. Значи, она што пациентот го има период со симптоми, па период без симптоми, сега ако не ја прима значи терапијата може да стане негово секојдневие, да нема период кога нема да има симптоми. Тоа му го дава терапијата која што ја прима не само кога е во влошување, туку кога е во стабилна состојба. Грешката е што пациентите си прават годишни одмори во терапијата. Кога ќе се осетат подобро, не малку, него они можат комплетно да дојдат во една стабилна, нормална состојба кога се им е одлично како и да ја немаат болеста. Но тоа не значи дека тригерот не е тука и дека нема да доведе до напад. Колку се почести тие напади, ви кажав, болеста може да преминува во потешки форми и да дојде до една фиксна обструкција која што комплетно ќе му го поремети животот на пациентот. И тоа мора на пациентот уште при самото поставување на диагноза да му се објасни колку е битно да он има таа комплијансија, викаме ние, придржување за терапијата. Нажалост, иако имаме можност да ја контролираме болеста, не само во нашава земја, него сегде во светот, точно тоа придржување кон терапијата е огромен проблем.
И тоа е причината зошто ние, да кажам, од 5 астматичари имаме 2 или 3 кои што немаат добра контрола на болеста. Точно заради тоа што или не ја прима терапијата како што треба, значи инхалаторите, или си прави паузи во незиното земање. Сам на своја рака. Така. И затоа, кога пациентот има диагноза, која се става на терапија и се доцира, ние му правиме и еден акцијски план. Тој акцијски план е фактички оној кој што е персонален, кој што пациентот после прва, втора визита ни кажува кои се неговите проблеми, па ние му помагаме кои пумпици, кои лекарства да ги искористи, доколку да толерира влошување на симптомите во должина траење и кога да дојде повторно да не види во такви ситуации, за да му дадеме една психичка сигурност дека он ќе биде добар, ако се придржува с терапијата и дека сепак има свој доктор кој што на некој начин може да си го смета и како личен. Бидејќи астмата ја имаме, но не треба да дозволиме она да не има нас. Значи, тоа е едно од основните мотака астматичарите. Само за крај, општата физичка активност и спортувањето кај луѓето со астма. Обавезно, значи чим се постигне стабилност на астмата, нешто што на секој пациент му се кажува е да има физичка активност. Спортот си го бира самиот пациент. Не сме да бидат само оние спортски активности каде што има голема температурна разлика во надворешниот воздух и воздухот во дишниот пат. Значи тоа се оние екстремни скијања на ниски температури, кога не се препорачува на пациентот, или трчање надвор кога е многу ладно. За се друго пациентот буквално нема оспорување во животот. И доколку добро се контролира и е добре дојдено и потребно. Добар воздух за добро дишење. Не само кај луѓето со астма, туку едноставно на сите ни е потребен. Така. Тоа е нашиот проблем. Мислам дека наредните години ќе биде уште поголем проблем ако не ја сватиме сериозноста на загадениот воздух. Не само зиме, него и лета. Сега ни доаѓа озонот. Она што е загадување од автомобилите и од индустријата е постојана, меѓутоа и озонот ќе ни представува огромен проблем. Еве веќе почна сонцето, а озонот е присутен повеќе кога имаме сонца. Нема здрав организам, не само белодробно, него од сите органи, ако немаме здрав воздух. Она што е храната за еден дел, значи горивото на нашиот организам, воздухот е улјето, да кажем. Така да мора да направиме сите заедно нешто за да тоа се смени и да се пофалиме дека оставаме нешто не само за нас, него и за идните генерации. Ви благодарам што ни бевте на визита. Ви благодарам и вас.